Беше тоа на 19 јануари 1392 година, кога турците го освоиле Скопје под управа на паша Јигитбек. Турците Скопје го преименувале во името Ушкуп. На 19 јануари 1871 година во селото Смилево, Демирхисарско, е роден Даме Груев, еден од великаните на националното ослободително движење на македонскиот народ кон крајот на 20 век. Револуционер, учител, идеолог и еден од организаторите и основачите на внатрешната македонска револуционерна организација. Загинал во борба против османлиската војска на врвот Петлец кај селото Русиново Берецко на 23 декември 1906 година. Селаните од Русиново го закопале мртвото тело на Даме во дворот на црквата во селото, а подоцна му ги пренеле останките во родното Смилево. Беше тоа на 19 јануари 1879 година, кога во Ресен е роден Симеон Радев, истакнат македонски новинар и виден бугарски публицист, историчар и дипломат. Бил близок до Централниот комитет на Македонската револуционерна организација и Македонскиот комитет на Борис Сарафов. По дипломирањето во Париз го редактирал весникот Македонско движење. Истакнат член на Македонскиот научен институт. Симеон Радев бил член и на бугарската делегација при подпишувањето на Букурешкиот договор во 1913 година. Други негови дела се Македонија и бугарската преродба во 19 век, рани спомени, тоа што го видов во Балканската војна, а умрел во Софија во 1967 година. На 19 јануари 1913 година српскиот митрополит Викентије Крџалик организирал литургија и фрлање на крст во реката Вардар од камениот мост. Таков обичај за прв пат е изведен во Скопје. Беше тоа на 19 јануари 1925 година, кога во Битола е роден Кирил Македонски, македонски композитор чие име е поврзано со настанувањето на првата македонска национална опера Гоце, која својата премиера ја доживеа во Скопје во 1954 година. Пред операта Гоце го привлече вниманието на себе со симфониската поема Танчарка. На 5 ноември 1968 година на сцената на операта при Македонскиот народен театар во Скопје беше изведена неговата втора опера во 4 чина со епилог Цар Самуил. Умре во Скопје на 2 јуни 1984 година. На 19 јануари 1929 година, поради големи дождови, Вардар се излијал и ги поплавил селата од Скопска блатија. Беше тоа на 19 јануари 1938 година, кога умре Бранислав Нушиќ, српски комедиограф, сатиричар и критичар. Рано го заинтересирале негативните страни во општеството и поради тоа бил изведен пред суд и осуден на 1 година затвор во Пожаревац. А веднаш по издржувањето на казната бил испратен во дипломатска служба од оние што го фрлиле в затвор. Постанен е за писар во конзулатот, а потоа и за конзул во Битола, каде и се оженил во 1893 година. Учествува во формирањето на Народното позориште во Битола. Во 1913 година го основа и театарот во Скопје, каде живее до 1915 година. На 19 јануари 1941 година е роден Климе Савин, македонски пливачки маратонец и спортски работник. Охрид за секојаш ќе го памети поради неговиот настап на вториот светски шампионат во маратонско пливање на слатки води одржан во Охрид во 1964 година. Таа година 20 учесници од 10 земји ја пливале патеката Пештани-Струга-Охрид со должина од 36 километри. Настапите продолжиле прво уште истата година во Александрија, Египет, па наредната во Неапол и Охрид. Во 1967 година ќе направи канадска турнеја. Денес, покрај патеката по која се плива маратонот во Охрид, неговото име го носи наградата за придонес во развојот на маратонското пливање. Беше тоа на 19 јануари 1947 година, кога во Скопје е основано Друштвото на музичарите на Македонија.
На 19 јануари 1988 година во Игало умре Павле Бидев, првиот македонски шаховски мајстор. Тој ја има издадено и првата шаховска книга во Македонија, Шах, символот на космосот. Роден е во 1912 година. Беше тоа на 19 јануари 1994 година, кога во Скопје, во издание на Асоцијацијата на европските студентски структури, АЕЖ, при Универзитетот Свети Кирил и Методи е промовиран првиот број на студентскиот магазин Europe. На 19 јануари 1997 година во Скопје умре Тодор Тони Шулевски, македонски балетски играч, првенец на балетот на Македонскиот народен театар. За себе остави 80 улоги. Роден е во 1932 година. Беше тоа на 19 јануари 2000 година кога во Скопје, во војната болница, под раководство на кардиохирургот Жан Митрев, е отворен првиот центар за кардиохирургија во Република Македонија. 19 јануари е Водици Богојавление.